Денеска се одржа 30-та седница на Советот на општина Струмица и имавме 19 точки на дневен ред. Од нив би издвоил неколку. Како прво би ја го извел точка 2 квартален извештај за извршување на буџетот на општина Струмица за вториот квартал од 2018 година. Би истакнал дека од планираните приходи во износ од 1.012.353.375 денари во буџетот за 2018 година реализирани се 448.416.194 денари, со што приходниот дел на буџетот е реализиран со 37%. Приходниот дел на основниот буџет на општината е реализиран со 32%, донациите со 19%, самофинансирачките активности со 19%, а наменски дотации се реализирани во целост, односно со 49%. Во однос на вкупно планираните расходи во буџетот за 2018 година реализирани се вкупно оперативни расходи од 42% и реализирани капитални расходи од 19%. Исто така, можам да истакнам дека се даде предлог за одлука се изгласа одлука за давање согласност за вклучување на општина Струмица во основа на бизнес иновацијски центар. Исто така и гранчалникот и подносителот на овој предлог, господин Никола Годев, дадува образложение за овој бизнес иновацијски центар, што ќе им користи за сите наши приватни компании и мислам дека тоа е одлична работа и се надевам дека успешно ќе функционира. Можеме да ги израдуваме граѓаните од населеното место Велјуса дека ќе се аплицира во фондови Светска банка за изградба на фекална канализација во населеното место Велјуса. Исто така треба да се реализира проект за доуредување и реконструкција на пристапна пешачка патека до Габровски водопади и шеталиште, улица шеталиште во населено место Градско Балдовци. На дневен ред беа извештаите за работа на јавното претпријатие Паркиралиште Струмица за период од 1.1. до 30.6.2018 година, исто така и на јавното претпријатие Струмица газ за првото полугодие. Се донесе предлог одлука и за изградба на спортска сала во општиното општина Сандо Маса Струмица, исто така за спортска сала во Маршал Тито Муртино и за спортска сала и базен во основното општинско училиште Никола Вапцаров. Исто така на крајот треба да истакнам дека командирот на полициската станица Трајко Чурлинов даде извештај за состојбата со јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патишта на подрачјето на општина Струмица за период од 1.1.2018 година до 30.6.2018 година, со напомена на комисијата и на сите советници на Совет на општина Струмица дека имаме недоволен број на полициски службеници и во нареден период сигурно треба бројката на овие службеници да порасне, бидејќи на барање на граѓани на општина Струмица и на Совет на општина Струмица требаше да се воведат пак пожарникарите малски. Со тоа сметаме дека безбедноста на граѓаните на општина Струмица ќе биде поголема. Се надевам дека еве еден апел и до министерот за внатрешни работи да дадат повеќе согласности за да може ова бројка да биде на ниво кое што ќе ги задоволува потребите за безбедноста на граѓаните на општина Струмица.